Дувна ветер, цела прашина ја крина во Скопје, мирните станици покажаа енормна загаденост. Дали тоа значи дека службите не си ја работата и дека во Скопје не се мијат улиците или од каде се појави оваа прашина? Прашината е од повеќе аспекти. Значи, ако се завртите околу вас и ќе видите дека во добар дел од јавните објекти кои што треба да имаат организирано чистење, имаме неуредени или прашнави делови. Имаме и градежни објекти кои што не се во целост по прописите за градежни, имаме за градба, имаме целосно запуштени земјишта кои што де факто продуцираат ѓубриште и прашина. Веројатно ќе ја приметите разликата по однос на главните улици во градот Скопје визави споредните улици. Мислам дека и очекувам дека во многу блиска иднина заедно со колегите градоначалници од општините ќе успееме целосно да изработиме нов систем на одржување на хигиената во градот, бидејќи како што се во моментот поставени работите, градот треба да одржува комунална хигиена и хигиена на улиците на главните сообраќајници, а општините да ги одржуваат споредните улици. Очигледно е дека општините ниту имаат потребната инфраструктура, ниту потребните средства и токму заради тоа во изминатиот период разговараме целосно за еден нов концепт и осврт. Ќе присуствувате неделава на ребаланс на буџетот на градот, каде што ќе издвоиме средства за комунална хигиена како фирма, да подобриме незината инфраструктура од една страна, од друга страна ќе присуствувате во текот на наредниот месец. Во моментот се работи дополнување на комуналниот ред на град Скопје, каде што ќе ја дефинираме одговорноста на секој субјект или на секој граѓанин поединечно за одржување на хигиената, народски кажано, во неговиот атар. Ние можеме да го чистиме јавниот простор, меѓутоа имаме сериозно голем приватен простор кој што е во сопственост или владење на граѓаните, кој што е несоодветно одржуван и генерира ѓубре во нашиот град. Во контекст на ова, во вчерашното невреме имавме дури инцидент еден поголем врз 13 годишно дете падна тенда, така е запишано во извештајот од МВР, го повреди, но исто така имавме и други инциденти кои се предизвика невремето, паднати дрвја, паднати кровови лимени и така натаму. Дали може да се каже дека градот Скопје е безбеден и дали градот Скопје има некакви ингеренции врз сето ова и дали може да ги обештети оние граѓани кои што ќе бидат повредени пред една ваква невреме? Тука ви е вистинското прашање, каде се и до каде се ингеренциите на градот Скопје во ваквите случаи. Значи, надзорот врз квалитетот на вршење на градежните работи или поставување на тенди, огради, тој тип не е ингеренција на нашиот град. За жал. Меѓутоа, тоа е таква состојба од 2005 година наваму. Во текот на вчерашниот ден имавме дури 20 пожари кои што беа предизвикани од прекин во делот на Скопје и Скопскиот регион, предизвикани од прекин, односно кинење на електрична инсталација. Имавме сериозни интервенции, имавме некаде околу 10 паднати дрва, меѓутоа екипите на градот навремено интервениравме и да ги спречиме пожарите. Гореше викенда селбата во Катланово, не знам дали знаете, и службите во рамки на тој капацитет што го имаме се добро организирани и секогаш се респонсибилни. Значи имаме брза реакција, не можеме да превенираме, односно да спречиме случаеви, особено не такви кои што дојдоа вчера со наглото заладување и ветрот. Меѓутоа, наша работа е кога ќе се појават такви ситуации брзо да реагираме. Тоа нешто се случи и во текот на вчерашниот ден. Во однос на обештетувањето, кој што имаше и паднати дуври, чинам дека градот Скопје има ингеренции врз Има правила, ќе ги погледнеме. Не можеме ние да иницираме, треба граѓаните поколку сметат дека се оштетени во соодветна постапка која што ќе поведат или пред градот или пред осигурителна компанија, ако се осигурани, да си ја спроведат таа постапка. Нашите надлежни служби интервенираат секогаш и помагаме на граѓаните кои што имаат оштетен имот да што е можно побрзо да санираме таа состојба. Само не ми кажете за билбордите под ваша надлежност за поставувањето, каде ќе бидат поставени кој билборд? Билбордите се ситуација која што е наследена, бидејќи станува збор за концесиски договор од време трајање од преку 15 години, од кој што еден е веќе и предмет на кривична анализа. Станува збор за околу 1000 локации кои што се доделени на долг период на концесионерите.
и се локации кои што се определени во таа постапка пред некаде околу 4 до 5 години, која што се одвивала и се поставени. За мој вкус, имаме премногу билборди во нашиот град и премногу издадени концесии од претходната администрација, меѓутоа вклучително и концесијата во јавното сообраќајно претпријатие, дадена 5 дена пред заменувањето на претходната администрација на 10 години, што дава едни сосема поинакви индиции. Јас ке инсистирам во периодот кој што доаѓа и разговараме со концесионерите за намалување на бројот на билбордите, затоа што ја загрозуваат безбедноста и на граѓаните кои што пешачат и на велосипедистите, меѓутоа и на целокупниот сообраќај во градот.